Учениците се вратија во училишните клупи. За околу 20.000 основци и средношколци од регионот почна второто полугодие. Распустот помина супер, времето ни се погоди на распустот и сега сме спремни за нови предизвици, да се соочиме со нови знаења, нови наставни единици, така. Второто полугодие подготвени го пречекаа и училиштата и наставниците. Училиштето е подготвено, наставните планови и програми се веќе во тек, значи подготвени се уште од почетокот на учебната година. Продолжуваме таму кај што застанавме. Изминатиот период дел од нив го искористија за да извршат темелно чистење на објектите. Направивме одржување, очистување на работните простори на подот, на училниците и така натаму. Од страна на Центарот за јавно здравје се изврши дезинфекција и дератизација на работните површини. Некој пак распустот го поминаа во градежни активности. Полугодието го искористивме за подобрување на одредени услови, како во големата спортска сала, така и во самите простории во училиштето. Возможивме на неколку активи да добијат своји простории, каде што ќе можат нашите колеги да се собираат и активно да се вклучат во процесот на работата. Министерството за образование и наука за време на распустот соопшти дел од промените во наставните планови и програми за следната генерација првооделенци. За учениците од прво до петто оделение еден наставен час да трае 55 минути, но во него се вклучени 15 минути одмор. Наставникот одлучува кога ќе го даде одморот и како ќе го реализира. Исто така предвидено е учениците од прво до трето оделение да немаат повеќе од 4 часови дневно. По предлог на Министерството ќе се намалат и тестирањата на учениците, домашните ќе се заменат со активности и вежби на час, а ќе се воведе и служба за поддршка на талентирани ученици како и за оние со послаб развој.